Благодарам, подпредседателе, почитувана колешке. Не планирав да се јавам за реплика во однос на оваа точка, но навистина, кога се работи за човековите права и кога знаеме дека човековите индивидуални права треба да ги штити народниот правобранител, и кога ќе видиме, немам ништо против луѓето, ама ќе видиме кои ни се нас народни правобранители изминативе 20 години, и кога вие од ДУИ потоа ќе имате концепиран говор заштита човекови права, навистина е дегутантно за слушање. Иџет Мемети беше функционер и министер од ДУИ, потоа стана народен правобранител. Господинот Насер Зибери беше кандидат за премиер од ДУИ и сега стана народен правобранител. И потоа ние овека во парламентот ќе излеземе, ќе напишеме убаво концепиран говор и ќе им зборуваме на граѓаните дека нема тука политичка протекција, дека тие се неутрални, дека се експерти. Господјо колешке, никој не е паднат од небо. Јас не велам дека луѓето работеле добро или лошо, тоа е посебна тема. Ама навистина, да се потрудиме во ова собрание да ги дигнеме стандардите. Да ги дигнеме стандардите, да им кажеме на некои луѓе дека независно колку се они заслужни за партијата, дека определени државни функции мора да бидат непартиски. И никој нема да има доверба дека ако нешто му се направи на некоја индивидуа, дека не е политички, бидејќи и преходниот правобранител и сегашниот правобранител се политичари пар екселанс. Не би сакал да видите како изгледа кога сте опозиција и оно што го зборуваше колегата Стојановски, каков третман имате во обвинителството и судството, а од друга страна да видите каков третман имате кога сте на власт. Едноставно аршините во оваа држава се различни и различно се гледат кога си во опозиција и кога си на власт. И нас ни треба нова политичка номенклатура во оваа држава, која што ќе направи систем кој што нема да зависи од политички чинители и систем кој што ќе му служи на граѓанинот и на индивидуата. Се освен тоа, се обични политички памфлети. Се освен тоа, се добро концепирани говори кои што немаат суштина и тежина. И затоа се јавив да реплицирам, бидејќи на вистина мораме. Зборувате за работни односи. Дали знаете колку луѓе се избркани од опозиција, од работа кога се смени власта 2017. За 68% е качен процентот. Да, негодувајте. Значи, да направиме систем и да престанеме на граѓаните да им зборуваме абстрактни работи, бидејќи не ги разбираат абстрактните работи, разбираат, го чувствуваат она што го чувствуваат. Контрреплика